поголем број граѓани на Кочани во саботата вечерта се собраа на платото во трговскиот центар на прославата што се организираше по повод поканата за Македонија за членство во НАТО алијансата. Заедно со граѓаните на прославата присуствуваа и министерот за земјоделство Лјупчо Николовски, заменик министерот за економија Кире Наумов, пратениците во собранието и градоначалниците од регионот. Заедничка оценка беше дека се работи за важен историски момент што заслужува да биде одбележен, бидејќи ќе значи промена и подобрување на досегашната состојба во која се наоѓаше државата. НАТО не значи само безбедност и сигурност за граѓаните и за државата, НАТО значи известна иднина, НАТО значи економски просперитет, развој, инвестиции, отварање на нови работни места, НАТО особено за Македонија значи многу придобивки за животот на граѓаните. Република Македонија за само една година направи многу чекори напред и во делот на европската интеграција. Добивме датум за преговори со Европската Унија. Во вторник започнува скринингот на Македонија заедно со еврокомесарот Јоханес Хан. Затоа сметаме дека оваа година беше исклучителна за овие крупни чекори кои што ги направи државата. Но она што е најбитно е што и владата, институциите, граѓаните во следниот период ќе бидат цврсто насочени кон спроведување на нашите задачи. Да ги имплементираме реформите кои што ни се потребни во сите сектори, за да овој процес на развој, за да овој процес на интеграција и во НАТО, и во Европската Унија го зајакнеме и го забрзаме. Николовски додаде дека приближувањето кон НАТО алијансата и кон Европската Унија ќе донесе придобивки за македонската економија и земјоделството, со можност за зголемено производство и зајакнување на конкурентноста. Сето тоа ќе го помогне руралниот развој, поради што тој истакна дека владата останува на определбите да се имплементира планот 18 и конкретните реформи што се зацртани. Во забавно-музичката програма присутните граѓани во Кочани ги забавуваат Дарио, DJ Master G со King Неат Велиов и Лепи Џони. Прослави по повод поканата за членство во НАТО се одржа во вкупно 15 градови во Република Македонија.